Сертификати од производителот и од референтна лабораторија ќе го гарантираат квалитетот на лекови од паралелниот увоз. Измените во законот за лекови ќе зајакнат контролата на лековите кои влегуваат во земјава и начинот на кој се транспортираат, тврдат здравствените власти. Прво, сме сигурни дека целосно го обезбедуваме квалитетот на лековите кои што влегуваат во нашата земја. И како додадена вредност на тоа, искрено се надеваме дека ќе ги вратиме големите фармацевтски компании на нашиот пазар, кои што замина и кои што ги затворија своите престаништа. Но здравството не е обична трговија и економските параметри не може да бидат единствена призма низ која се еволуира некој процес во здравството. Сепак дел од пациентите кои лично ги почувствувале негативните ефекти од некои од увезените лекови, барат целосно стопирање на паралелен увоз на лекови, бидејќи натаму се сомневаат за ефектите. Што е пречката да се тргне овој закон, едноставно да нема паралелен увоз? Ако веќе можеше да се донесе од нигде никаде, веројатно може и да си оди од нигде никаде, ако вие тука претениците изгласате така да биде. И јас мислам дека тоа ќе биде најправилното решение за сите да спиеме мирно. Сомнежи во квалитетот на лековите од паралелен увоз имаат и дел од лекарите. Тие дополнителни нови стравувања, неизвестности и дилеми и нам, и на лекарите, но за жал и на пациентите, ни го донесе паралелниот увоз. И тоа се причини поради кои лекарите ги поддржуваме најавените промени во законската регулатива во правец на зголемена на контрола на квалитетот на достапните лекови со воведување на двоен сертификат. Нема лаборатории кои може да ви кажат каков е биолошкиот ефект на лекот. Треба да внимаваме. Сертификатите се нужни. Сертификатите мора да бидат од производителот, меѓутоа фармацеутската индустрија, онака како што ја предпоставувам сите знаете, може да се инволвира и некоја значителна евроамериканска лабораторија. 2 месеци откако беа повлечени измените во законот за лекови, конечно се најдоа на јавна расправа во собранието. Измените во законот доаѓаат по низ алармирање од страна на пациентите, но и откако изминатиот период во јавноста се обелодени дека во земјава биле увезувани фалсификувани лекови.